Поздрав на сите шикершиња, добре дојдовте назад на каналот на Благодуш. Еве денес, за разлика од претходното видео, јас се одлучив да седам. Како што гледате по наслов, видеото се вика Драма во душа, а како што веќе знаете, Стојан повторно направил видео. Како прво, овој пат за разлика од првото видео, Стојан изгледа многу покултурно, многу поприбрано и веројатно тоа му е поради тоа што ги гледал моите видеа и сватил како треба да се однесува со еден јутубер кој е многу подолго на оваа YouTube сцена од него. И како второ, веројатно поради мојата понуда за секс кон Стојан. Добро, нема врска шо, никад не се деси официјално, али може и од кај знаеш некојаш во животот има нешто. Да не долговекуваме луѓе, значи најпрви во неговото видео Стојан вика дека јас јавно сум го повикувал со видеата кои сум ги направил, тоест тие биле 2-3 видеа кои сум ги направил, од кој ми е бил лайв, да, тоа е точно, као втори не направил ништо, али ја во тие видеа сум го повикувал јавно. Извини брат, што направи ти со твоето видео, не ме повикуваше јавно, не во твоето видео, не. Не, ти само онака седеше, знаеш, и реагираше буквално, не, ти си многу добро бац. Како што разбрав јас и од претходното видео на Стојан и од сите сториња што ги ставаше за мене на Инстаграм и од ова видео, значи целата причина на Стојан му е криво што јас не го спомнав во моето видео. Па сега ќе го решиме проблемот. Не спојна бе брат, what the fuck? Ќе ми се налути пак брат. Решен проблем. Како што знаете, сите Девид Блек направи лайф на кој бев и јас и го искажав моето мислење како да видите пред поголема публика што и како се случува некои нешта да ви бидат појасни буквално да видите зошто е ова неправедно плукање на мене. Ќе зборувам и за Девид Блек, останете до крај. Чекај брат. Ти сакаше да видиш повикан на тоа, па извини, зошто ја не бев повикан во твоето видео да се изјаснам или да ме прашаше зошто што вака, да не во случај да не ти беше јасно стварно кој го започна нештото, да мислам извини, мислам зошто ја не бев повикан во твоето видео. Знаеш ли колку ми е криво? Извини. А зошто ние да те повикаме кога ти нас не ме викаш? Потоа Стојан во неговото видео вика дека ова не го правил за слава и за вјус. Гледаме брат, буквално 6 пати ме стави мене во наслов, 3 пати го стави Девид Блек и 6 пати направи видеа за нас. Гледаме колку не го правиш за пари и за вјус. Од ова да има процент се бусташ на нас, не ти е срам да се бусташ на нас. Бре! Вика дека да не испаднало дека тера некого на хейт, тој не терал никого на хейт. Извини, што треба да значи ова? Бациња, се надевам дека ќе бидеме исто толку силни кога што бевме и минатиот пат кога некој проба да ни го земе тоа што е наше. Форите не ги даваме, вие знаете што треба да направите. А што значи ова? Стојно, јас знам дека си ти во твојата душа шејкерче, она треба ка ти тече блага душа, јас знам дека ти потајно си шејкерче. Стојно, лажеш Стојно, лажеш душа. Сега конечно дојдовме до таа тема Девид Блек, луѓе, сакам да позборувам и на оваа тема поради тоа што добив многу, да кажам, коментари од другари, од луѓе кои стварно ми биле блиски, као не му верувај на Блек, као многу луѓе зајавал, као и тебе ќе те зајаве, као и такви други ствари. Сакам да ви разјасна нешто што се однесува за Девид Блек, тоа што се случи лајвот кој беше кај него и зашто учествував јас во неговиот лајв. Буквално доколку следите што се случува од самата драма, после видеото на кој бев јас плукан, во исти видеа понатаму и на каналот кај Слит, и на каналот кај Стојан, во исти видеа бевме, да кажем, исмевани, плукани и не знам што не друго, и јас и Девид Блек, и поради тоа ни мораше буквално да застанеме заедно и да кажеме стоп, кој си ти да нас не плукаш? Кој брат, кој фактор си ти? Стојан вика зошто Девид Блек се вмешал кога немал ништо во случајот во оваа драма. Чекај брат, извини да те прашам, што имаше со видеото во детството Слик? Што имаше Иван Ајнштејн па да се вмешаат и многу ред други јутубери? Извини брат, тие се твојата компанија кои ќе те бранат, да, извини. Девид Блек не може да се вмеша, а другите кои немаат никаква врска можат да се вмешаат. Извини, се извинувам, такви се правилата. Како што кажав, во исти видеа бевме исмевани и јас и Девид Блек и Драга Стојно, поради тоа не можеше да ти кажеме тебе стоп, застани, кој си ти нас да не плукаш. Така да Девид Блек ја ценам таа, значи искрено ќе кажам. Како што го кажа нештото и Девид Блек, јас со Девид Блек не сум близок. Ние мислам се знаеме како онака како колеги, али никогаш не немале некој преголем контакт ниту пак и сега. Никогаш не сме биле премногу блиски некои другари што се да кажем неразделни или нешто слично блиско. Значи јас и Девид Блек не сме блиски луѓе, него буквално бевме исмевани и плукани во
исти видеа. И јас ја ценам таа шанса што Дейвид Блек мене ми ја даде. Секогаш ќе застанам зад негова страна кога ќе знам дека Дейвид Блек е во право, секогаш ќе застанам зад негова страна поради тоа што сум му навистина благодарен за шансата што Дейвид Блек ми ја даде мене да се искажам пред голема публика, поради тоа што увиде дека сум во право. Кога мене никој немаше да ми помогне, тој застана зад мене и рече: "Стој, ја ќе ти помогнам пошто гледам дека сум во право, дека си во право и те сваќам." Така да кога ја ќе гледам дека Дейвид Блек е во право, ја ќе бидам првиот што ќе застане дека ќе му помогне, а не сум близок со Дейвид Блек. Ако во случај гледам дека Дейвид Блек не е во право, ја ќе бидам првиот што ќе му каже на Дейвид Блек: "Застани дечко, ти не си во право", поради тоа што сум таков тип и секогаш ќе кажувам реалност. Што се однесува до Дейвид Блек, не ме замарајте луѓе повеќе со таа тема. Дейвид Блек се ви обяснав, јас не сум близок со Дейвид Блек. Кога ќе гледам дека дечкото е право, во право, ја ќе секогаш ќе застанам за него и ќе кажам: "Ти си во право", и ќе го поддржам и ќе го бранам ако треба, поради тоа што тој мене ми укажал таа шанса кога никој немало да ми помогне од вас. Застанам зад мене, така да ја ќе стоам за него кога ќе е во право. Кога нема да е во право, ја ќе бидам првиот што ќе му кажам: "Застани Девид, ти не си во право." После он не во право, може и да ме послуша, може и да ме отера во кура ситуација, не во право. Бамбо, да, темата Бамбо, како што дознат, Бамбо се смирил со Дейвид Блек и јас тука не гледам ништо лошо во тоа, буквално мој живот на Бамбо, и тој одлучува со кого ќе живее, со кого не. Како што гледам, Бамбо ви се скарал вас, тоест не ви се скарал, вие му се карате поради тоа што се смирил со Дейвид Блек. Па буквално нормално е човекот да ве напушти поради тоа што вие го притискате, избире. Па не можеш да му правиш на некого негов живот и тој одлучува што ќе прави. Бамбо согледал дека не му одговара со вас поради тоа што видел какви сте, брат. Видел какви сте и како размислувате, и не му одговарало со него, со вас му одговарало со Дейвид Блек, затоа си се дружи со него нормално. Сакам да ви кажам уште нешто, луѓе, значи буквално скоро 5 години сум на оваа YouTube сцена, претходно имав еден друг канал, па потоа и овој канал, значи буквално многу, навистина сум навикнат на вакви ствари, што се вика ми се смачи од овие драми, буквално се едно ми е кога некој ќе направи видео ќе ми исплука, поради тоа што имало многу поголеми јутубери кои се обиделе да ме плукаат, па потоа се лишиле од овие сегашните јутубери кои се обидува да ме плукаат, а не им успеа, видиш што правиме. Така да буквално сум навикнат, онака ми е седно и смачаем од овие работи, што гледам дека овие јутубери денес немаат контент, па сакаат да се спустат на мене, на прегледи на слични ствари, али не сваќаат дека само со тоа ме бустаат и мене. Така да ќе ви кажам едно: слободно ставајте видеа за мене, слободно правете видеа за мене, све ви е одобрено, дислайкнете ми слободно, значи сите, а лайкнете и нив поради тоа што тие целат кој успех сакаат да имаат успехи, се друго им е поважно од тоа. Успехот им е поважно од љубовта, славата и тие ствари им се многу поважни од љубовта. Така да поради таа причина лайкнете има мене, дислайкнете ми поради тоа што тие имаат успех со тоа. Се чувствувам онака навистина измешано. Ме во план да ја започнем оваа зимска сезона која ќе биде со премногу добри видеа, на добивате такви некои коментари од приватни ствари и видов дека некои стварно мои другари кои ги ценам повторно се мешаат и застануваат против мене, им даваат некои информации на некои други што не треба да им даваат, ќе си се препознаат, али толку многу се чувствувам измешано, луѓе. После ова видео Благадуша е можно да направи една навистина многу голема пауза, или буквално голема пауза, што не знам ни колку ќе трае таа пауза, ви го кажувам навистина, а може и веќе да се видиме со ново видео и за некој ден, така да не знам што ќе се случи. Навистина се чувствувам измешано, тоа ќе се случи според тоа како јас ќе се чувствувам во тој момент, поради тоа што стварно се чувствувам измешано, стварно многу работи ми се собра наеднаш, луѓе. Слободно поддржете ги овие јутубери што пробаат да ме плукаат за тие да имаат успех, додека мене нема. Кога тогаш Благадуша ќе се врати посилен, да знаете дека навистина Благадуша ќе се врати посилен. Како што кажав, може да биде по многу долго време, по некоја многу голема пауза, може да биде веќе да се видиме со видео и по некој ден, зависи се од моменталната ситуација како тогаш ќе се чувствувам јас. За повеќе информации заследете ме на Инстаграм Стефан Благадуша сите сомали. Сакам да кажам едно нешто до сите мои шеќерчиња и до сите оние што ме гледаат што не се шеќерчина, што ме гледаат, што ете ми се допаднале некои ми видеа или пак ме хейтаат или било што друго, значи општо до сите оние кои ме гледаат. Луѓе, како што кажав, не знам колку има следно видео, може да направиме една премногу голема пауза, а може веќе да се видиме со ново видео следниве денови. Се останува од моменталната ситуација како ќе се чувствувам јас, а до тогаш вие, доколку сметате дека сум во право, лајкнете ова видео, доколку сакате да ме гледате во следни видеа, не заборавајте да оставите subscribe, значи обавезно да оставите subscribe и да го лајкнете ова видео. Тие што мислат дека јас не сум во право, дека грешам, дека ова го правам за слава, за прегледи како што го прават тие, за views и за такви ствари, ќе ве замолам, али задолжително да го направите ова. Значи за тие што мислат дека не сум во право, ќе замолам да стават дислайк на ова видео, ќе замолам да ми unsubscribe, тоест да ми мамнат unsubscribe и да не ме следат повеќе воопшто и да бришат од овој канал, значи да буквално не ме гледаат повеќе. За сите ви што мислите дека не сум во право, слободно можете да не ме следите повеќе, да им мамнете unsubscribe и дислайк слободно. Тоа беше тоа, се гледаме во ново видео, кога тогаш луѓе, ама важно некогаш. Поздрав, peace out, се гледаме, не знам кога.
Ве сака вашиот гледаш шеќерчиња.